Иако Талат Џафери со објавувањето на одлуката во службен весник стана председател на собранието, неговата функција може да биде загрозена доколку така одлучи Уставниот суд. Доколку Уставниот суд го поништи изборот на Џафери, тој би можел повторно да биде избран за председател, но низ една редовна процедура, како што налага собранискиот деловник и уставот. Изборот на Џафери беше оспорен пред Уставниот суд од председателот на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров. Едновремено и поранешниот председател на собранието и председавач со конститутивната собраниска седница Трајко Велјановски истакна дека објавата на одлуката во службен весник за изборот на Џафери е со фалсификуван документ, бидејќи на неа е потпишан Мисовски како заменик председавач со конститутивната седница, наместо Стојан Миланов од Социјалистичката партија или Јусуф Хасани од Демократската партија на турците. На одлуката за избор на Талат Џафери за председател на Собранието на Република Македонија пишува дека е донесена врз основа на членот 67 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 21 став 1 од Деловникот на Собранието на седницата, одржана на 27 април. Наспроти ова, Велјановски тврди дека преку фалсификуван документ испратен до службен весник е објавена одлуката за изборот на Џафери за председател. Останува отворено прашањето со која седница председавале Мухичи Мисовски и кој нив ги избра за председавач и заменик председавач. Според телефонската снимка од изборот на Џафери, Мухичи Мисовски председаваат со претходно затворената седница од председавачот Трајко Велјановски. Бидејќи за да го изберат новиот председател, тие преминаа од третата точка, која е за избор на комисијата за избори и именувања, на четвртата точка од истата седница, која се однесува на избор на председател на собранието. Прашањето кое останува отворено е како е можно законски Мухичи Мисовски да ја продолжат седницата со која прво председава Велјановски и второ, која половина час претходно тој ја затвори, доколку станува збор за нова седница, но не е така. Таа претходно требало да биде закажана и архивирана во собранието. Од ВМРО ДПМН и вчера повторија дека остануваат на ставот дека СДСМ нелегално го избрал Талат Џафери за председател на собранието и дека со тоа покажал дека е подготвен да ги погази и волјата на народот и уставот и националните и државните интереси. За подсетување, само пред една година Џафери се повикуваше на почитување на одлуките на Уставниот суд. Во својство на пратеник, тој поднесе иницијатива до Уставниот суд за оценување на уставноста на одлуката за распуштање на Собранието на Република Македонија. Тогаш тој сметаше дека е неуставна одлуката за распуштање на Собранието на 5 јуни, иако пратениците на неговата партија гласаа за оваа одлука на седницата на 24 февруари.